почитувани верници и гледачи на канал 8 телевизија, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Православна ризница. Откако го завршивме нашето предавање за светата тајна причест или Евхаристија, сега ќе продолжиме со оној катехетски дел, каде што ќе позборуваме малку за блаженствата, за 10 Божји заповеди, а исто така ќе го започнеме нашето предавање и со толкување на символот на верата. Учењето за верата на православната црква е изложена кратко и јасно во Никејот Цариградскиот символ на верата кој гласи: Верувам во единиот Бог Отец, Вседржител, Творец на небото и на земјата и на се видливо и невидливо, и во едниот Господ Исус Христос, Син Божи единороден, кој е роден од Отецот пред сите векови, светлина од светлина, вистински Бог од Бога вистински, роден, нестворен, единосуштен на Отецот, преку кого се станал, кој заради нас луѓето и заради нашето спасение слезе од небото и се воплати од Светиот Дух и Марија Дева и стана човек. И беше распнат заради нас во времето на Понтиј Пилат, и страдаше и беше погребен. И воскресна во третиот ден според писмото, и се вознесе на небото и седи одесно на Отецот. И пак ќе дојде со слава да им суди на живите и на мртвите, и неговото царство не ќе има крај. И во Светиот Дух Господ, што дава живот, кој излегува од Отецот, на кого му се поклонуваме и го славиме заедно со Отецот и Синот, и кој говорил преку пророците. Во една света, соборна и апостолска црква, исповедувам едно крштение за простување на гревовите, го чекам воскресението на мртвите и животот на идниот век. Амин. Овој символ на верата се нарекува Никејот Цариградски, затоа што бил составен и прифатен од светите отци на првиот и вториот Вселенски собор во Никеја во 325 година и во Цариград во 381 година. Вселенските собори ги сочинуваат представници на сите помисни цркви кои ја чуваат вистинската христијанска православна вера. Тие се врховно управно тело во православната црква и нејзините одлуки се задолжителни за сите христијани, бидејќи во нив доаѓаат до израз не само и мислата и гласот на целата Христова црква, туку и волјата на Светиот Дух кој раководи со црквата. Почетокот на соборите го поставиле светите апостоли, кои следејќи ја заповед на својот учител, Спасителот наш Господ Исус Христос, каже и на црквата, но ако и црквата не ја послуша, тогаш нека ти биде како јазичник и митар. Евангелие според Матеј, 18 глава, 17 стих. Има 7 вселенски собори: Никејски во 325 година, Цариградски во 381 година, Ефески во 431, Халкидонски 451, вториот Цариградски 553, трет Цариградски 689 до 692 година и вториот Никијски во 787 година. Првите 7 членови од символот на верата биле составени на првиот Вселенски собор, а последните 5 на вториот. Во првиот член од символот на верата се говори за Бог Отецот, во вториот за Синот Божи Господ Исус Христос, во третиот за воплутувањето на Божиот Син, во четвртиот за страдањата, смртта и погребот на Исуса Христа, во петиот за воскресението Негово, во шестиот за вознесението Христово, во седмиот за второто доаѓање на Исус Христос, во осмиот за Светиот Дух, во деветиот за црквата, во десетиот за светите тајни, во 11-тиот за воскресението на мртвите и во 12-тиот и последниот за вечниот живот. На третиот Вселенски собор символот на верата бил потврден и со неговото 7 правило било најстрого забрането со назначување дека секој кој ќе измени, изостави или дополни нешто во него ќе биде исклучен од црквата. Во целосен и неизменет вид го чува православната црква до денес, а ќе продолжи да го чува се до крајот на светот. Прв член. Верувам во единиот Бог Отец Вседржител, Творец на небото и на земјата и на се видливо и невидливо. Во еден Бог веруваме, затоа што само едниот Бог е единствен и вистински. Бог е дух, неограничен, неизменлив, недостижен, вечен, безпочетен и безкрајен. Неговите својства се безгранична сила и добрина, совршена правда, вистина и слобода, се милостивост, секаде присутност, се знаење. Не е доволно само да признаеме дека постои Бог. Нашата вера
треба да биде свесна и разумна. Затоа сме должни да имаме целосно и јасно знаење за Бога, за Неговите својства, за Неговиот однос кон светот. Нашата вера треба да биде жива, искрена и действена, да живееме според неја и да ја исповедаме, и тогаш кога поради неја можеме да бидеме изложени на страдање и на смрт. Во Светото писмо ни е откриено дека Бог е дух, Евангелие според Јован, 4 глава, 24 стих, и дека Бог е љубов. Послание прво на светиот апостол Јован, 4 глава, 8 стих. Овие се две важни богооткриени вистини. Првата ни говори за Божјата суштина, а втората за тоа каков е Божјиот однос према светот и човекот. Бог не е ограничен со ништо, ни од времето, ни со местото. Он е присутен секогаш и насекаде, он знае се. Го сака само доброто и вистината и само нив ги извршува. Со други зборови, Бог е љубов. Ова е негово својство се појавило во создавањето на се, на светот и човекот, во што го испратил својот единороден син и Господ Исус Христос за да го спаси грешниот свет. Бог се грижи и промислува за светот и за човекот. Бог е еден по суштина, а троичен по лице. Бог Отец, Бог Син, Бог Свет Дух. Ние веруваме дека има три лица, но во еден Бог, една божествена суштина. Тајната на Света Тројца го надминува разбирањето на човечкиот разум, барајќи на некој начин да ја доближат оваа тајна до разбирањето на луѓето, богомислителите барале нешто во природата со што може да се спореди. Укажувале на сончевите зраци, светлината и топлината кои излегуваат од еден извор од сонцето. Потоа сакале да најдат сличност со духовните сили на човекот, умот, чувството и волјата кои действуваат заедно и неразделно. Оваа Божја тајна било позната уште во Стариот Завет. Во Новиот Завет е изразена, одредено и јасно. Разликите меѓу лицата на Света Тројца се: Отецот не се раѓа и не исходува, Синот се раѓа предвечно од Отецот, а Светиот Дух предвечно исходува од Отецот. Иако веруваме во трите лица на Света Тројца, ние не веруваме во три Бога, туку во еден Бог. Бог е Содржител, Творец на небото и на земјата, на се видливо и невидливо. Уште во првите редови на Светото Писмо се вели дека се што постои е создадено од Бога. Спореди со прва книга Мојсеева, 1 глава, 1 стих. Истото го повторува и светиот апостол Павле во своето послание до Колосијаните во 1 глава, 16 стих. Бог создал се што е видливо и невидливо со својата сила и премудрост. Ништо не постои без него. Светата црква учи дека под создавање на небото и невидливото треба да се подразбере создавањето на месечината и звездите. Во петиот, кога земјата станала погодна, кога се појавила вегетацијата, Бог создал живи суштества, рибите, влекачите и птиците, а во шестиот ден ги создал животните и најпосле го создал човекот, венецот на сите своји созданија. Ништо на светот не произлегува само од себе, туку се е создадено од Бога. Пред да биде создаден човекот, имало советување меѓу трите лица на Света Тројца. И рече Бог: да создадеме човек според нашиот образ и според нашето подобие. Прва книга Мојсеева, 1 глава, 26 стих. И го создал Бог првиот човек Адам и му вдахнал дух на живот. Битие, 2 глава, 7 стих. Разумна и бесмртна душа. Зборот Адам значи создаден од земја, а Ева значи живот, која што била жената направена од реброто на Адам. На тој начин Адам и Ева представувале едно тело. Така го доживеал тоа Адам, кога ја видел својата жена и викнал: Ева, таа е коска од моите коски и телото во моето тело, така се нарече жена, зашто е земена од својот маж. Битие, 2 глава, 23 стих. Човекот е над сите други созданија затоа што е создаден според Божиот образ и според Божито подобие. Човекот е образ Божди кој е сличен со Бога, Бог е дух и човекот има душа. Бог е вечен, човекот е бесмртен. Бог е премудр, а човекот разумен. Значи човекот е образ Божи затоа што е бесмртен и разумен по душа. А човекот е Божјо подобие затоа што добил од Бога способност да ги усовршува даровите што ги примил од Бога и да се приближува до Него и да се уподобува на Него. Затоа Спасителот вели: бидете совршени како што е совршен и вашиот Отец Небесен. Матеј, 5 глава, 48 стих. Значи образот е дар,
а подобието е создадено. По паѓањето на гревот, првите луѓе се оддалечиле од патот на богоуподобувањето. Гревот ги победил нивните душевни сили, но сепак и во нив и понатаму се зачувал Божиот лик иако помрачен. Нивниот разум останал способен да опознава светлината, срцето нивно копнеело по вистинска љубов и волјата, макар со намалена слобода, заробена од гревот, се стремело кон Бога и кон доброто. Бог му дал на човекот посебни задолженија во светот, да господари на сите творени на целата земја, да ја обработува, да ја чува, да ја украсува земјата, да го продолжи Божиото творечко дело на земјата. Бог, создавајќи го светот, вложил неизмерливи богатства и го дал закон. Човекот е должен да ги проучува и ги знае сите тие сили и закони на ангелите. Во книгата на Јов ги читаме следните Божи зборови. Кога беа создадени звездите, ме восфалија со висок глас сите мои ангели. Ангелите се невидливи духови. Нив ги има многу, како и луѓето, тие се личности со разум, чувство, слободна волја и имаат лични имиња. Тие го наоѓаат своето блаженство во Божјата близина. Ангелите се безтелесни и безсмртни. Секој човек има свој ангел пазител. Самиот Господ Исус Христос го осведочил ова кога рекол: гледајте да не презрете едно од овие најмали, зашто ви велам, нивните ангели на небесата секогаш го гледаат лицето на мојот Отец небески. Матеј 18 глава 10 стих. Сите ангели не се еднакви, се разликуваат едни од други по славата, силата и дејноста. Има 9 ангелски чинови, престоли, херовими, серафими, господства, сили, власти, началства, архангели и ангели. Ангелите во Светото писмо често се нарекуваат војски, небески војски, господови војски, затоа што се тие Божја сила која војува против лошите духови и ѓаволите, кои се противници на Бога и на луѓето. Лошите духови се создадени како ангели, но отпаднале од него и станале непријатели на Бога и на луѓето. Името ѓавол значи непријател или клеветник. Непрестано го напаѓаат и клеветат и Бога и луѓето. Тие непрестано ненавидуваат нас луѓето на грешни желби и на лоши дела, спротивно на Божјата волја и на Божјиот закон, а главно и основно не тераат да мразиме, да лажеме, да клеветиме. Самиот Господ Исус Христос им рекол на евреите, своите гонители: вашиот татко е ѓаволот и вие сакате да ги исполнувате желбите на својот татко. Тој е човекоубиец од почетокот, да не стоите и во вистината, затоа што во него нема вистина. Кога зборува лага, говори свое, зашто е лажго и е татко на лагата. Евангелие според Јован 8 глава 44 стих. Светото писмо говори дека бројот на ѓаволите е многу голем. Тоа го зборува и царството на сатаната. Тој ни соблазнил нашите прародители во рајот и ги лишил од Божјата близина и од блаженството. Среќата и блаженството на првите луѓе биле безгранични. Живееле во рајските градини и додека му биле послушни на Бога, имале се во изобилство, а Бог им се јавувал и разговарал со нив. По првиот грев се изменил. Гревот не само што ја повредил нивната душа, туку станал причина за безредие во целата природа, која била лишена од Божиот благослов. Станала неплодна, животните се претвориле во непријатели на грешните луѓе, се појавиле страшни болести, а човекот бил подлежен на тежок труд. За да спечели својата прехрана, на тој начин може да се каже дека гревот ги оддалечил луѓето од Бога и ги лишил од убавините и добрините што ги имале пред него. Но Бог и понатаму се грижал и промислувал за луѓето, затоа што од вечноста имал план како да им помогне на луѓето и како да ги спаси од робувањето на гревот. Спореди послание до Ефесијаните 1 глава 4 стих. Он одредил преку Исуса Христа да им ја подари на луѓето својата спасоносна благодат, која упатува кон доброто, не обсипува со благодатни средства кои им помагаат на огребуваните и разслабени души, но Божјата сила не действува насила. Бог сака нашата слободна волја да го прифати неговиот план, да ги извршува неговите заповеди и да се удостоиме со вечното блаженство. Значи спасението на човекот не зависи само од Бога, тоа зависи од човекот, од неговата слободна волја. Бог сака сите луѓе да се спасат и на сите им предлага својата спасоносна благодат, но малкумина се оние што прифаќаат благодата и што пројавуваат грижи и напори за своето спасение. И се спаси само оној кој верува во Спасителот Христос, кој се ползува со неговата благодат и постојано се бори со гревот и со страст.
сакајќи да се увери во постојаната Божја љубов и грижа за нас Спасителот вели: Погледајте ги птиците небески, ниту сеат, ниту жнеат, ниту во амбар собираат, но вашиот Отец ги храни. За не сте вие многу поскапи од нив? Погледајте ги полските кринови како растат, не се трудат ниту предат, но ви кажувам дека ни Соломон во целата своја слава не се облича како еден од нив. И полската трева, која денеска постои, а утре во оган се фрла, Бог така ја облекува, а колку повеќе вас маловерни. Евангелие според Матеј, 6 глава, 26 до 30 стих. Со овие зборови Спасителот не повикува кон безгрижност и мрзеливост, туку ни напомнува дека имаме Отец на небото кој не љуби бескрвно, мисли и се грижи за нас, кој секогаш е готов да ни помогне и да не спаси. Почитувани верници, следете ни наредната сабота со почеток во 18 часот и 30 минути и репризно во недел во 12 часот, каде што ќе го продолжиме нашето предавање и ќе позборуваме веќе за вториот член од символот на верата.